Јас сум Марија и добри дојде на подкастот Зборувај македонски. Ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Оно што ќе го обработам во оваа епизода е постоењето на страв од подсмев при зборување на македонски. При учење на било кој нов јазик или совладување на некоја вештина, скоро секогаш се јавуваат стравови. За некои зборуваме јавно, а за некои воопшто не зборуваме. Туку тие потајно се кријат во нашите мисли и се манифестираат така што избегнуваме да ја усовршиме таа вештина која сме сакале да ја усовршиме. И ќе ти кажам дека сите имаат стравови, без разлика дали се работи за дете од 7 години, студент од 20 години или возрастна личност од 40 години. Сите имаат своји стравови и сосем е нормално тие да постојат. Само што детето се уште го нема да крај регулирано процесуирањето на емоции и стравови, па изгледа дека само децата имаат стравови, веќе тоа јавно го искажуваат, односно комуницираат. А возрастните за стравовите воопшто не зборуваат, туку емоциите ги потиснуваат во себе и си велат: лесно ќе го пребродам ова, или пак можеби ќе слушнеш. Зошто да чувствувам страв сега кога сум возрасна и треба одговорно да реагирам во оваа ситуација и да немам страв, да не чувствувам страв. Како и да е, нашиот мозок е така конципиран да не предупредува кога ќе се најдеме, да кажем, во така опасни ситуации и ни праќа пораки да не заштити. Тогаш ќе смислиме многу изговори само да не го правиме тоа и да се чувствуваме заштитено. И навистина ќе делуваме во согласност со нашите мисли и нема себе си да се изложуваме на ситуации кои се потенцијално опасни за нас. Тоа е сосема нормално. Моето прашање е: колку навистина ти е страшно да зборуваш на македонски? Во една друга епизода ќе ги обработам стравовите кои постојат при изучување на јазикот, а денеска ќе зборувам само за стравот од подсмев. Стравот од исмевање или подсмев добива една друга форма во нашите мисли преку следниве реченици. Како, например: сите ќе ми се смеат кога ќе почнем да зборувам на македонски. Што ако погрешам кога ќе почнем да зборувам? Сите ќе ми се смеат. Подобро и да не зборувам. Не го знам акцентот баш најдобро, ниту пак членувањето на зборови. Подобро и да не зборувам. Сите ќе ми се смеат, дали се кажува точно топка или топката. Навистина сакам да зборувам, да научам да зборувам на македонски, меѓутоа се плашам дека луѓето ќе ми се смеат. Како да зборувам со изворните говорници кога ќе одам во Македонија, ќе ми се смеат дека не знам да ги изговорам зборовите и нивниот јазик. Ова се реченици кои ги слушам често од моите ученици кога треба да зборуваат на македонски. А и дали ги кажат, точно знам дека овие мисли постојат во нивните глави, од причина што овој процес го имам поминато неколку пати. И сите овие мисли, зборови и реченици ми се имаат вртено и во мојата глава. И тоа најчесто кога сум се наоѓала на ниво А2, B1, признање на езиците кои ги имам учено. Ми се случувало да знам да прочитам текст, да одговорам на прашања врзани за тој текст, да го прераскажам текстот. Но ме овзема чувство дека не знам да зборувам, и дека ќе ми се смеат останатите говорници кога треба со своји зборови да раскажам нешто што ми се случило денеска и така натаму. Со своји зборови да го раскажам токму тој прочитан текст. Но можно е да се случи да ги имаш овие реченици во главата и доколку го знаеш јазикот на ниво C1. Но ти се случила моментот да се збуниш. Обично тоа се случува кога сите гледаат во тебе или пак си уморна. Мене ми се има случено да кога цел ден зборувам на јазик кој не ми е мајчин и потоа навечер, кога веќе сум уморна, почнувам да ги мешам зборовите во речениците, редоследот, акцентите и така натаму. Или пак можеби си требала да држиш презентација на македонски и тогаш да обзема чувство на трема и сега си
и сега и она што го имаш подготвено, го забораваш, се збунуваш и некако почнуваш, но гледачите и слушателите ти се смеат. Прво сакам да ти кажам браво за трудот и да те охрабрам следниот пат истото тоа да го направиш. Да не дозволиш една ситуација да те спречи во совршувањето на твојот македонски. Да продолжиш понатаму и покрај стравот од подсмев. Но добра вест е дека тој страв поминува, како и сите останати стравови, кога ќе се посветиш доволно и ќе вежбаш. Дека стравот поминува и се чувствуваш гордо на себе, може да се примени и при совладување на останатите вештини кои сакаш да ги усовршиш. А сето тоа се случува кога ќе имаме доволно самодоверба. Но тука сакам да напоменам дека самодовербата не може преку ноќ да се створи. Тук таа се гради со време. Ова за неколку може да биде лоша вест, за неколку добра, но тоа е вистината. Да имаш самодоверба при зборување на македонскиот јазик, подразбира да си дозволиш да грешиш и на грешките да учиш. Може да си направиш свој систем на совладување на грешки, дали тоа ќе биде запишување на зборови во тетрадка или вежбање на тешки зборови на глас. Ќе видиш кој начин најмногу ти прилега. Кога ќе имаш самодоверба при изборување на македонскиот јазик, ќе бидеш сигурна и сигурен во себе и воопшто нема да те интересира дали некому ќе му биде тоа смешно или не. Она што го имам приметено при совладување на оваа бариера при изучување на јазикот е дека изворните говорници нема да ти се смеат. Изворните говорници не се смеат ако ти се опитуваш да го зборуваш нивниот мајчин јазик. Туку напротив, тие ќе се обидат дури да те охрабрат да зборуваш со нив. Ќе зборуваат со тебе, со цел да ти помогнат полесно и потечно да зборуваш со нив. Можеби ќе се понудат да ти помогнат околу некои зборови кои потешко се изговараат или тебе ти е потешко да ги изговориш. Се зависи кој е твојата мајчин јазик и кои гласови потешко ти одат за изговарање. А доколку ти е потребна помош или сакаш јас да ти помогнам подобро да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линковите кои се наоѓаат во описот на оваа епизода и таму ќе ги најдеш сите информации. Те поздравувам до следното слушање.